Има контрреплика. Поле. Господин Светлана, јас сум познавач на правото, ама на институционалното, не на политичкото и на партизираното право. Значи, ако гласате вие за поддршка, никој не го спречува Никола Груевски да се откаже од своите права, бидејќи може да се откаже доброволно тие права. Не знам зашто може би сте стекнали погрешен впечаток, затоа што и дискусијата доби таков веројатно тек. Не е овој закон толку многу за Никола Груевски, колку што е за актуелниот Емил Димитриев, кој што ќе треба да ги користи бенефициите за 10 години. Ова ви го кажувам од причина што за безбедноста на Никола Груевски во периодот кој што следи, после изборите, ќе се грижат многу повеќе од 6 луѓе кои што државата ги плаќа и нема да има потреба од шофер. Ќе се има институционална згриженост, каде што многу сериозни обезбедувачи ќе го чуваат. Немојте да се секирате. Ќе го чува оваа држава него. За 30, можеби и 40 години. Господин Саздов Павле има реплика. Поле. Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Шилегов. Видите, за вашата обсесија со Никола Груевски, јас не можам, наистина, немам што да додадам, тоа треба професионалци да се занимаваат со таа работа, затоа што секој втор збор на Социјалдемократскиот сојуз е Никола Груевски, Никола Груевски, Никола Груевски, Никола Груевски. Јас ке зборувам, вие имавте во дел вашата дискусија беше коректна. Во дел вашата дискусија беше коректна, јас ке бидам коректен во мојата реплика. Јас сум против ова законско решение кое што денеска го предлага Социјалдемократскиот сојуз на многу едноставна причина. Не сметам дека ова собрание треба да укинува веќе стекнати права на избрани и именувани функционери. Напротив, ова собрание треба еднаш за секогаш за овие теми да јавно дебатира и да седнеме заеднички сите консензуално и да разговараме за правата, привилегиите кои што ги имаат избраните и именуваните функционери во Република Македонија. Да, премиерот поранешен му следува обезбедување во време трајање на неговиот мандат. Никола Груевски бил премиер 10 години досега, му следува 10 години обезбедување. Утре ден ќе биде некој друг премиер, 4 години, 5, 6, 10 и нему ќе му следува исто толку. Значи, не е точно дека законот предвидува 10 години, следува обезбедување онолков период кога што бил премиер. И со тоа мислам дека треба да расчистиме, тоа е манипулација, дека само за него и дека е предвидено да биде 10 години, колку што бил премиер, толку му се обезбедени и овие привилегии кои што му ги дава законот. Јас нема да го напаѓам ни господин Бранко Црнковски, напротив, сметам дека и тој како поранешен председател треба да има одредени права и привилегии и по завршетокот на неговиот мандат. И ние како пратеници во ова собрание треба да имаме одредени привилегии по завршување на нашиот мандат. И председател на собранието Трајко Велјановски и претходните и тој после него треба да има одредени привилегии по завршување на неговиот мандат. Меѓутоа, со ваква политика како што терате, не гледам дека можеме да седнеме и да разговараме и да донесеме заеднички заклучоци на кој начин ќе сакаме тие привилегии во иднина да ги утврдиме. Затоа сметам дека ова што го правите сега е навистина погрешно. Секој ден имате вие можност да го напаѓате Никола Груевски. Вие сте портпарол на Социјалдемократскиот сојуз. Правите по 30 пресконференции во вашиот пресцентар, напаѓате го. Тоа е легитимна политичка битка надвор од ова собрание. Меѓутоа во ова собрание да дебатираме цел еден ден, 2 дена, 30, извинете ме, не знам точно колку веќе, за стекната привилегија на поранешен и сите други премиери кои што ќе бидат избрани во ова собрание во Република Македонија, навистина сметам дека е заводно потрошено време на ова собрание. Треба да седнеме меѓупартиски да ги овие прашања договориме не само за премиерот, не само за председател на државата и за пратениците и сите останати избрани именувани функционери во ова собрание во ова држава. Благодарам. Господин Шилегов Петри има контрреплика. Поле. Господине Саздов, лицемерно е да зборувате за консензуално решение, за нешто што за консензуална промена на решение кое што сте го донеле унилатерално, злоупотребувајќи или употребувајќи го отсуството на опозицијата од ова собрание. Сте донеле решение за кое што најдиректно засегнатиот, тогашниот председател на влада Никола Груевски не дал мислење. Институцијата со која што ја раководи не дала мислење. И јас тука имам
во правото го викаме контрадикцију на джекто, проблем во суштината. Оној за кој што се однесува прашањето не дава никакво мислење. Зошто? Затоа што веројатно сакал, како и секогаш што правил во минатото, кога се носеле спорни одлуки, што ќе бидат од страна на граѓаните толкувани на така не баш начин како што ќе му се допадне на пиар агенцијата, се крие позади пратеничката група на ВМРО ДПМН. Нека излезе и нека каже сакам за себе вакви бенефиции. Тогаш ќе можеме да разговараме.